Неплодност, причини за неплодност, испитувања, како се лекува, каде и кога нели треба да се обратите. Ова е тема која што навистина е од важно значење, односно некако зема се поголем замав актуелноста во последниве години, се разбира една од причините и модерниот начин на живот, стресот, загадениот воздух, брзата храна, немањето на доволно сон и останати причини. Се разбира за овие прашања одговор ќе ни даде доктор специјалист по гинекологија и акушерство Јордан Иванов од клиничката болница Аџи Бадам Систина, а се разбира и вие ќе може да поставите прашање директно до докторот, а тој со задоволство ќе ви одговори. Докторе, најпрво ќе посакам добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Значи, посебно чест ми е што доаѓам во Алфа телевизија, една од моите поомилени телевизии. Драго ми е. Никогаш не сум бил гостин, не сум бил поканет и со задоволство е поканет. Ја прифатив поканата. Ексклузивно, добро ни дојдовте уште инаш за прв пат во нашето студио и поздрав воопшто до во вас, нашата до целата телевизија. екипа и до сите гледачи на телевизијата. А докторе, ова е една навистина горлива тема, мора да споменеме најпрво, но се разбира со сите оние лекувања, со препораки од лекар, со испитувања, се разбира може да се реши, па ајде да дефинираме што представува неплодност, односно што е неплодност. Значи, како неплодност дефинираме состојба која мажот и жената и после година дена, доколку имаат незаштитени сексуални односи и работат на тоа да имаат потомство, значи немаме зачепок, односно немаме бременост. Доколку значи тоа биде повеќе од 12 месеци, тогаш веќе треба да се обратат на својот гинеколог и да се превземат некои действија и испитувања. Инаку, проблемите за брачната неплодност во последните години, секако процентот е поголем, поради тоа што првобрачните двојки стапуваат во брак малце покасно. А фертилноста и кај мажот и кај жената, значи со годините опаѓа, што е нормално. Кај жените веќе после 35-та година имаме паѓање на фертилитетот. После 40-та година веќе драстично имаме опаѓање на можноста за забременување. Кај мажите малку поспоро оди тоа. Значи, кажавме, најмногу поради тоа што брачните двојки покасно стапуваат во брак, поголемиот промискуитет, начинот на живот кој што е брз, динамичен, стресот исто така има многу големо влијание, така да тоа се причините за се поголем број на брачни двојки кои што не можат да остварат потомство. Да, а кои се поритките проблеми, односно фактори или причини за неплодност? Па добро, нема поретки, да, почести, ние можеме да ги наброиме, да кажеме, причините. Значи, причините да од прилика 20% до 30% од брачните двојки се среќаваат со овој проблем после година дена на незаштитени односи. И најчесто причините може да бидат, значи, околу 40% да потекнуваат од жената, околу 40% од мажот, значи тоа е 80%, и некои 20% да бидат мешани причини, значи и од едниот и од другиот. Со кои ќе почнеме сега, женските или машките причини, како сакате? Женските причини. Значи, меѓу најголемите причини за брачна неплодност, прво се нередовните менструални циклуси и ановулаторните циклуси. Значи, што представува тоа? Прво, за да дојде до забременување, мораме да имаме редовен менструален циклус и да имаме овулација во тој циклус. Што е овулацијата? Овулацијата е исфрлање на зрела јајна клетка, која што е спремна за оплодување, и тоа се случува во средината на циклусот. Да речеме, ако еден нормален циклус од прилика средно земеме, кај сите жени е различен, нормален менструален циклус кај гинеколозите ние го сметаме доколку трае од 21 ден до 45 дена. Да не биде над 45 дена и да не биде по 21 ден. Значи, на средината на циклусот обично овулацијата се случува. Ако е тоа на 28 дена средно земена вредност, значи овулацијата би била некаде од 12 до 15 ден. Значи, само обидите во тие денови може да дадат резултати, да дојде до зачнување. Останатите денови предходно и потоа, значи, обидите се џабе, доколку тоа не се случи во текот на овулацијата. Значи, тука прво, тоа е првиот проблем, каде што многу брачни двојки или партнери грешат и не го знаат моментот, нели, кога треба, кога има овулација,
тогаш да се обидуваат. Другите проблеми, значи кај жените може да потекнуваат од целиот, значи генитален систем. Ако почнеме од долу, значи можеме да проблеми може да бидат најчесто инфекциите. Постојат докажани значи бактерии кои што доколку не се лекуваат даваат стерилитет и даваат проблеми и воспалителни заболувања на гениталниот систем. Може да ги споменаме дел од... Да, тука е хламидијата како број 1, значи која што докажано дава стерилитет и дава воспаление на гениталниот систем, најчесто дава на јајниците, на јајцеводите со запушување на тубите, значи, и меѓутоа може да предизвика воспаление и во целата мала карлица. Прво што треба, значи, кога ќе се обрати една брачна двојка до гинекологот, која што има проблем со зачнувањето, треба да се направат, значи, брисевите и папа тестот. Доколку на брисевите се покаже некоја позитивна бактерија, треба да се третира, обично кај двата партнери во исто време, и потоа да се започне со потпомогнато помош на двојката за да зачне. Следно што може да биде, значи може да бидат пореметувања во матката. Значи, што е битно? Треба да има матката убав рецептивен ендометриум за да пациентката остане трудна. Може на ниво на матката да се јават одредени тумори, бенегни, малигни или било какви. Значи, најчесто се работи за полипи, кои што може да представуваат пречка за забременување и некои миоми, кои што може да бидат во шуплината на матката, во зидот на матката и надвор од матката. Значи, треба да дојде до нивно отстранување доколку е тоа пречката. Исто така чести се нарушувањата на формата на матката. Да речеме, има вродени септоми на матката, прегради, кои што исто така го намалуваат капацитетот на матката и способноста за забременување, исто така и тие хируршки се решаваат, хистероскопски или лапароскопски. Останати причини понатаму може да бидат, значи, затнувањата на јајцеводите. Тоа се прави со едно испитување кое што се вика ХСГ, значи хистеросалпингографија. Меѓутоа, за да се направи тоа испитување, прво треба пациентката да биде во добра кондиција и да има негативни брисеви претходно направени, бидејќи со самото правење на таа интервенција може инфекција да се внесе нагоре. Значи, доколку имаме негативни брисеви, ХСГ-то се прави во првите 10 дена од менструалниот циклус, најчесто од 5 до 10 ден, и се гледа плодноста на тубите. Тубите се многу битен фактор во забременувањето, во нормалното зачнување, затоа што тие спроведуваат јајната клетка при овулација, ја превземаат тубите, оплодувањето настанува во тубите помеѓу јајната клетка и сперматозоидот и потоа се спушта и се недира во матката и се развива бременоста. Доколку тубите се запушени, тогаш немаме друг избор освен да се упати пациентката на асистирана репродукција на инвитро. Така споменавме, нели, за да, и уште проблемите, се одиме нагоре, значи да ги спомнеме само уште проблемите на јајниците. Рековме, треба да имаат доволен број на фоликули јајниците, да имаат здрави фоликули, кои што рековме со годините, нели, опаѓаат, нивниот број се намалува. Понатаму може да има проблеми на јајниците со цисти, може да има со ендометриоза. Сте слушнале, значи ендометриозата е ектопично ткиво од ендометриумот на матката кој што се развива на друг орган. Тие цисти исто така, значи, прават воспаленија во карлицата и може да доведат и до затнување на тубите секундарно. Така да во главном тоа се причините кои треба да ги иследи гинекологот кој ќе дојде пациентката кај него. Доколку се најде причината, се делува на стриктната причина и најчесто, значи, се работи за мали проблеми. Да кажеме, доколку гинекологот кој што ја води пациентката или брачната двојка
се ангажира доволно и ги направи сите овие исследувања и интервенции, значи дури до 80% може да им помогне на пациентите да дојде до забременување. А останатите 20% не може да се решат поинаку, нели, освен со инвитро фертилизација, што е доста мал процент. Меѓутоа, многу од гинеколозите, значи, ги избегнуваат овие исследувања и директно ги упатуваат пациентите во центри за асистирана репродукција, што е грешка понекогаш, бидејќи ако ви упатат кај доктор кој што прави инвитро, веројатно прво инвитро ќе ви направи. Да. Споминавме за проблемите, односно факторите што настанува кај женската неплодност, но да споминаме и за машката неплодност. Да, околу 40% отпаѓа на машката неплодност. Значи, најчесто тоа се промени и проблеми со спермограмот. Значи, недоволно квалитетен спермограм кај мажот. Значи, од испитувањата мажот има помалку испитувања, значи прво што се прави е спермограмот. Доколку во спермограмот се утврди некоја инфекција кај мажот, се прави спермокултура за да се утврди кој тип на бактерија, бидејќи било која бактерија може да го намали бројот и квалитетот на сперматозоидите. И тогаш се дава иста антибиотска терапија, како кај инфекциите кај жените, паралелно се дава на двата партнери. Значи, проблемите во спермограмот се најчесто во бројот на сперматозоидите, значи може да биде помал од потребниот број на сперматозоиди, може да биде проблемот во формите на сперматозоидите и во подвижноста на сперматозоидите. Спермограмот во последните години и децении, значи, е послаб кај сите мажи, тоа е факт. Тоа е поради поголемото користење на пластиките во исхраната, во пакувањето, што води до ослободување на некои супстанции кои што имаат дејство слично на естрогените и спермограмот е секако послаб, односно помал е бројот на сперматозоидите. Значи, доколку се утврди која е причината, тогаш се делува и тука со лекарства. Најчесто тоа се витамини за мажите, или доколку станува збор за инфекција, се делува со антибиотици и потоа се преоѓа на асистирана репродукција, односно подпомагање со тоа што лекарот, нели, доколку има проблем со овулација, може малку да ја стимулира овулацијата кај пациентката, доколку се работи за нередовен циклус, прво да се нормализира циклусот, па да се оди на мала стимулација. И тоа е. Да, може ли некако да се влијае повеќе преку исхраната, може би, или доколку се е во ред со испитувањата, што следува? Што е образложението? Значи, видите, во околу 15% од испитуваните двојки може да биде се во ред и кај двата партнери и да не дојде до зачнување. Значи, тука имаат удел прво и некои автоимуни заболувања и генетски заболувања. Многу често, не е многу често, меѓутоа постои ситуација каде што имаме жената ствара антиспермоцидни антитела кои што делуваат против сперматозоидите. Понатаму некои автоимуни заболувања кај жената исто така доведуваат до помала фертилност и способност за забременување. Тоа се системскиот лупус, значи, како болест, понатаму антифосфолипиден синдром и некои други. Исто така во последно време, значи, почна да се испитуваат и многу стекнати вродени тромбофилии. Тоа се болести кои што има пореметување во некои гени кои што изискуваат дополнителна терапија доколку пациентката остане бремена. Се испитуваат и доколку се најде промена во некој ген и недостаток на некој фактор околу коагулацијата или некој витамин, се додаваат, значи, и имаме поголема успешност за забременување. Околу исхраната, значи, треба да се внимава, нели, посебно на пушењето и консумирање на некои дроги, нели. Сето тоа доведува до помала фертилност, како кај мажот, така и кај жената. Пиењето на кафе исто така може би треба да се редуцира. Треба да се користи храна која што е богата со витамини кои што позитивно делуваат и на јајните клетки и на сперматозоидите, како што се витамини од групата на А,
С витаминот, Е витаминот, цинкот, селенот. Значи тоа е храна која што еве да речеме риба треба да се јаде повеќе, зеленчук, овошје, мешункасти плодови да се јадат бидејќи тие содржат голема количина на Е витамин. И значи треба малку да се смени режимот на исхрана. И исто така значи доколку пациентката е гојазна, секако се препорачува малку нели да се смали тежината за полесно забременување и полесна овулација да настапи. Да. Чиста ли е причина гојазност, така и обезност, така и кај жените за... Па не би рекол на нашето поднебие дека е таа многу голема, меѓутоа Во светот е. во светот е, да. Посебно во западните земји каде што поинаков е начинот на живот, нели, уште подинамичен и користат често брза храна и така натаму. Ние сме некаде измеѓу, значи не е толку. Да, ги споминавме проблемите, факторите зашто настанува, се разбира испитувањата, но што поконкретно подразбира лекувањето на неплодност? Па ви кажав, било која причина да се утврди кај мажот или кај жената, се пристапува кон лекување, поправање на таа причина, за да може да дојде до забременување. Значи, доколку се работи за некој полип или миом кој што пречи на бременост или преграда на матката, треба хируршки да се интервенира, да се реши тоа и потоа да се преиде на забременување. Доколку се работи за некоја инфекција, треба да се лекува инфекцијата. Доколку тубите себе причина не пропуштат, значи рековме ќе пратиме пациентката тогаш на инвитро, немаме друг избор бидејќи тие се нефункционални и можеби ќе се наложи потреби да се извадат претходно, бидејќи доколку има некој воспаление на нив и ги оставиме и покрај тоа што ќе направиме инвитро, тие пуштаат некои токсини кои што нема пример да доведат до бременост. Значи конкретно се бара причината и кај мажот и кај жената. Која е причината и таму се делува. Докторе, што се случува со луѓе кои што имаат 2-3 па можеби и 5 инвитра неуспешни? Значи, видете вака, јас ви кажав, во 15% на случаите едноставно може и се да биде во ред кај брачните двојки, меѓутоа има некоја неусогласеност помеѓу нив генетска или било каква имунолошка и не може да дојде до бременост. Остануваат во тој случај, значи, можеби можности еве со донација на јајна клетка или со донација на сперматозоиди од друга единка, посебно кога се работи нели за брачни двојки кои што се постари. И исто така јас многу често го дискутирам тоа со моите пациенти. Значи, доколку брачната двојка нели има љубов помеѓу нив и се останато, значи и доколку не може да дојде до зачнување, веќе 4-5 инвитро се многу. И мислам дека не треба да се претерува со бројката, бидејќи понатаму во животот на пациентката може да се јават страшни проблеми од таа стимулација на јајниците, карциноми на јајници и така натаму. Треба да се размисли и за можноста за посвојување. Мислам, тоа е сосема нормално и сосема, бидејќи брачната двојка која што го одгледува детето, тоа дете е нивно. Така да доколку не постои начин, не треба да имаат комплекси дека тоа не треба да го направат. Доколку не постои можност никаква понатаму за забременување. Може да се користи и сурогат мајка, да кажеме, да се износи бременост од друга жена. Меѓутоа, тоа кај нас е законски регулирано, меѓутоа не може да се најде, значи сурогат мајка, тоа е многу тешко. Така да останува и ова опција другата што избрав. Да, далеко сме малце од земјите каде што ова е пракса, меѓутоа еве да, посвојувањето секогаш останува нели да се даде можност па и да се усреќи некоја дете ако има љубов, се разбира помеѓу партнерите. Јас не гледам буквално никаква разлика дали детето ќе го родите вие, тој што го чува детето е негово, тоа е факт. Потребно е само нега, љубов и грижа да му се даде. И тоа е хуман елемент на еден човек да помисли на такво нешто, кога веќе не постои опција да оствари своја бременност. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време, за гостувањето и што еве зборувавме малку за оваа тема која што никако не се зборува многу во медиумите, знаете и вие, така што убаво е нели да се каже јавно и гласно малку за сите овие проблеми со кои што се соочуваме често во нашето општество.
Така, ви благодарам јас на поканата и се гледаме во друга прилика. Беше тоа доктор специјалист по гинекологија и акушерство Јорданчо Иванов од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Вам ќе се заблагодариме за одвоеното време и денеска што бевте дел од Добро утро секое утро. Бидете и утре заедно со утринската програма на Алфа телевизија. Имајте си убав остаток од овој ден. Останете понатаму на фреквенцијата на Алфа телевизија. 9 часот и 30 минути е резервиран за првите вести во живо. Довидување, Македонија.